правите? Господине, почнувате интериментири. Ма немој, молим те, почнува Тинтири Минтири. Ти мене ќе ме лажеш. 6-та сезона Тинтири Минтири уште нема почнато. Почнате? Да! На канал 5? Да! Тинтири Минтири сега? Да! Држи малце. Ајде! Хубава топка. Хубаво да си купиш. Защо не играте позади на игралището? Големите го имат за фатен, играат на 2 гола и нема место за нас. Сакате и вие да играте со нас? Не, моите ме носят на балет. И аз мора да дам во музичко училище. А јас се додам на англиски. Окей, чао. И не забравяйте, утре имаме тест по математика. Важи, мамо. И сега ќе видите кој е нај. Отиде прозорецот. Леле, што ќе правиме сега? Тешко мене. Среќа татко ми е на службен пат. Добра идеја. Ќе кажеме на мајките, полесно ќе си поминеме. Кај мене е обратно, мајка ми е построгата. Како и да е, мораме да кажеме. Мислам јас ќе кажам, јас го скршив. Не тост. А да не кажеме на никој не виде. Па не знам. Ти позади. Добар ден, јас сум Ива од 9 оделение, на страничката ме викна да ви го заменам часот. Ива, имаш иста топка како на Максим. А значи на Максим е топкава. Максим, дојди овде. Имаш ли нешто да ми кажеш? Ива, јас... Молчи. Имаш ли нешто да ми кажеш? Немам ја што да ви кажам, от Јана си ви кажала. Браво бе Јана, баш си друга. Ива, не е Максим, јас го скршив. Кој признава, половина му се простува. И да знаете, нема да добиете казна. И да, Јана не ви издаде. Друг пат не галиште да играте. Ама Ива, јас видов, игралиштето беше зафатено од големите. Ми се допаѓа вашето другарство, искрено и честно. А јас некако ќе му кажам на наставникот. Дами и господа, драги деца, мајки, татковци, деца и родители! На 31 декември во 12 часот во театарот за деца и младенци ќе се глуми, ќе се пее и ќе се смее. Некој ќе се кара, а некој Дедо Мраз ќе го бара.
Дами и господа, драги деца, майки и татковци, баби и дедовци, на 31 декември во 12 часот во театарот за деца и младенци. Ке се глуми, ке се пее и ке се смее. Некој ќе се кара, а некој Дедо Мраз ќе го бара. Присуството е задолжително. Деца, ми испрати наставничката по физичко и ми кажа дека е лошо времето надвор, ќе вежбаме во сала. Каде и да вежбаме? Овие мускули ќе дадат резултати. Ваков човек како мене еднаш се раѓа. Брат, не заборај кеја мускули на суперхерој. Склекови права мижечки. Нема врска дали мижиш или гледаш. Работата е колку скликове можеш да направиш на една рака. Христијан, колку може да направи, ти не можеш да изброиш. Многу сте јаки, што да ви кажам. Убаво за тебе што, знаеш дека сме јаки, браво! Ајде сега фудбал. Ле, што ќе ви направиме? Не ви се плашиме, ама воопшто не ви се плашиме. Нормално, девојчињата не знаат ни топка да шутнат. Секој. Кристијан, да знаеш, се враќа, се плаќа. Шо, не ве слушам. Што зборите, а? Ај кажете пред да ви дадам 6-9 гола. Сакавме да ви кажеме чиста вистина. Кој се фали ке зажали. Деца, наставничката по математика ги прегледала тестовите и ми кажа да ви ги подела. И рече да пофалам тебе и Илина. Вие имате чисти петки. Што имаш, брат? Двојка, брат. Види колка вам ја напишала. А јас, брат, колку левете горе во мојата? Илина, мислам дека си го заборавив мобилниот. Не се грижи, јас имам. Ако ти треба нешто кажи. Ти благодарам, баш си другарка. Ало, Елина, Ало, Румен, како си? па не сум баш добра. Румена? Да. Праши го зашто денес не дојде на училиште. Зашто денес не иде на училиште? Па нема го води слова. Ау, некој стомачен вирус. Сега добар си? Подобре, може да ти ќе дам. Што вика? Па супер ако дојдеш утре. Секам да прашам, што има за домашно? Ало, Елина, Ало, еј, Румен. Еј, ми снима батерија. Ама Румен бил подобар. Добро, а може да ти ја кажам песната? Од кој автор е? Од Кузман Кузмановски. Ајде, кажи ме, попуснам јас ке ти ја кажам мојата, важи? Важи. Родбина. Убава е родбината, во слогата убавината. Да поделиш варно и во зло, тоа е златно правило. Но неретко луѓето не го гледат, на слогата сјајот, ним брзо им доаѓа крајот. И бавата добрина сама прави родбина. И некој што не ти е крв, ако си добар, ке ти стане родбина прв. Па ајде, јас ке ти ја кажам сега, може? Може. Би сакал да бидам лекар, болните да ги лекувам, за да бидат здрави. Би сакал да бидам пекар, леп во фурна да печам, за луѓето да не бидат гладни. Би сакал да бидам шофер, патници да носам, за да не одат пешки. Би сакал да бидам се. Би сакал добро за сите да чинам. Браво!
правите? Виждаме за утре за например. И вие се пријавивте и ние ќе одиме. Значи конкуренцијата ќе биде голема. Николај, мислам дека ти звони мобилниот. Нека звони, треба да вежбам за утре. Да ми остана да научам уште последната строфа и да победам на преварат. Полека малку со занасот. Сега слушај дали сум добар. Најважното. Добро е и мораш од зло да се пазиш. Да внимаваш кога одиш, каде и на што газиш. Не дозволувај лошотија како дар да примаш, ти што добро и храбро срце имаш. На зло не враќај со зло. Тоа е важно правило, но најважно од се е да не заборавиш постојано добро да правиш. Супер си. Мислам дека мојата песна е победничка, ама не ви ја кажувам сега, ќе ја видите на надпревар. Знаете што? Што? Утре и Румен може да дојде на училиште. Баш ми е гај. Зошто така зборуваш? Што ти изгрешил? Вчера го болеше стомакот. Ме победи на Roblox, сете што ми се случи. Добро тебе, Максиме, играе па што? Па и мене ме победи. Румен ми се јаво. Ако си му кажам што имаме за домашно, ќе те утре. Ама другари сте биле вие? Бог да чува и на ајде да си. Тебе, Никола, крени, нема ти си сушат прстите. Тато, не можам никого да добијам на телефон за да прашам што имаме домашна. Ако сине, пробај на компјутер. Тато, никој не сека ми каже, секогаш вака прават. Па да ти кажам тоа што кажеш на наставничката. Сум ми кажал. И? Ми вика, тоа не е мој проблем, но ти мора да си имаш домашна. Што збориш, бе? Па сине, ти знаеш, еве сега знаеш дека некогаш децата се по-умни од возрастните и ти да си бидеш другар. Па напишав песна за другарството, сакаш да ти ја прочитам? Обавезно, сине, обавезно. Другарство. Срцето ми се полни кога им помагам на постари и болни. За другари срце и душа давам. Секоја нивна победа со радост ја славам. Тато ми вели, ако не правиш добро, треба да ти ја срам и на крај ќе останеш сам. Дај ми рака, сонце, милувај ми коси, по утрински роси ќе трчаве боси. Дај ми ветре рака и ајде крај река, табу зајго чека. Зајко ќе го фатиме, ќе бидеме река, табу ќе го пуштиме во тревичка бека. Па јас сум пчелка вредна и не сум само една. Ние сме цел ред, собираме мед. Зум, 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 што светне сончев зрак, зум, 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 тргнуваме ние пак. Колку е убав овој свет да бакнеш еден розов цвет и да собираш сладок мед од цвет на цвет поред. Песна за кралот на распустот. Еден ден кога ќе станам крал, кога нема да сум веќе мал, има закони светски, лесни и детски. Прво сакам да се дознае, распустот летен ќе потрае, секој ден во зима, одмор ќе има. А во мај нов распуст ќе се прогласи да се игра цело време, а на есен секој што ќе посака, ден за одмор нека земе. Драги ученици, морам да ве пофалам. Искрено сме сите пријатно изненадени од сите вас. Сте се потрудиле, сте читале и сте нашле песнички кои ви се допаднале. И сте ги научиле напамет и сте научиле прекрасно да рецитирате, но ние како комисија мораме да избереме еден победник. А победникот на некоја позитивна смисла мора да се одвојува од сите. Значи, победникот е Румен Кузмановски, кој освен што добро изрецитира песната Другарство, тој сам ја напишал. Ве молам за аплауз.
Tenteri menteri tenteri menteri tenteri menteri tenteri menteri tenteri